Деновиве е актуелен филмот Жикина династија. Еден дел од овој серијал се викаше Каков дедо, таков внук. Ако во СДСМ би се снимал филм на оваа тема, би се викал Каков лидер, таква портпаролка. Главни ликови би биле Зоран Заев и Богданка Кузевска. Споредната улога би ја играл еден доктор од Дубај да ги излечи овие двајцава. Во моментот, став на СДСМ и мој личен став е дека поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите, како што се Сител, Канал 5, Алфа телевизија, Дневник и Македонската радиотелевизија. Се сеќавате на оваа изјава на Заев пред 10 години, кога рече дека за СДСМ најголеми непријатели се медиумите и наброја неколку кои известуваат дека сака да дојде на власт со помош на шарените и дека на избори ќе загуби, што и се случи. Мислевме дека веќе никој на бикачка нема да му текне да етикетира медиуми и да се кара со нив. Ама ете, се најде. Името ѝ е Богданка Кузевска и е портпарол на СДСМ. Јака функција да си портпарол на четвртата партија во Македонија. Ние да се кандидираме на избори ќе имаме повеќе гласови од СДСМ. Таа Богданка, поранешен независен новинар, се дрзна како нејзиниот идол од Муртино да се кара со медиуми и новинари затоа што не известуваат како што сака таа и тоа што со факти покажуваат дека лажат. Еве, на пример, на Богданка не се допаѓа тоа што објавивме дека СДСМ лаже дека во Македонија ќе дојдат мигранти од Велика Британија и оти ќе се градат кампови. Богданка им верува на таблоиди како Daily Mail. Тоа е исто како, на пример, во Србија ваква вест да објави Скандал или Свет и сите да ја пренесат. Богданка се жали дека не сме посветувале доволно внимание на СДСМ. Уште бара и да и се извиниме. Еве, и се извинуваме за се што сме напишале дека лажат, а испаднало дека ја говориме вистината. Извинете и што не се викаме Бриф, Миф, Рацин, Фронтлайн. Извинете и што Република беше на црната листа на чествувањето на роденденот на Гоце Делчев пред неколку години. Бевме опасни по безбедноста на тогашната влада. Извинете и за се што допрева ќе пишуваме за вас. Назад ви е зимата. По паметот на Богданка е тргнат и Венко Филипче и тој многу е загрижен за мигрантите. Море и избори ќе барало ако треба. Тој не може да најде екипа околу него на избори ќе одел. Уште вика и дека во партијата постоел висок степен на политичка свест. Работава е сите со свест, само Филипче е луд до безсвест. Веста дека во Македонија ќе се носат мигранти беше демантирана како од британските власти, така и од амбасадата на Британија во Скопје. Ама не, Богданка се повикува на британските медиуми, а мери колку вести имала Република за мигрантите. Мора што мери, туку и цртаат графикони. Курир, Република вечер, ова се дел од насловите на текстовите кои ги објавија. Храбриот Филипче избега од сопствената пресконференција. Другиот наслов. СДСМ само се глупира со лагите за мигранти од Велика Британија и многу други слични вакви наслови. Богданке, место да ти цртаат графикони и да мафташ со листови, прашај си ги Зоки и Филипче колку тужби и закани имаа против Република кога курчот им беше на најако и колку години опозиција тоа ги чинеше. Не за џабе се вели дека паметниот учи од своите грешки, а мудриот од туѓите, но вие не сте ни од паметните, ни од мудрите, туку од оние третите. Еве, ако во СДСМ се толку убедени дека во Македонија ќе дојдат мигранти, нека ја поддржат во собрание резолуцијата на ВМРО ДПМН против манипулациите на оваа тема. Ама па тогаш што ќе збори Богданка е уште еден лик што се појавува на пресконференции. Не му го знам името од што е многу познат. Не, ова не е Приштина или Тирана. Ова е центарот на Скопје, каде се протестираше за поддршка на УЧК, која е родена на Косово, а ни ја донесе војната и во Македонија, преку локални експозитури како она. Лидер на она беше никој друг туку Али Ахмети, кој среде шкуп, како што го нарекува Скопје, организираше протест за водачите на УЧК, Хашим Тачи и Кадри Весели, на кои им се суди во Хашкиот суд за воени злосторства. Да, за воени злосторства над србите во Косово. Еве, Хашим Тачи е посочуван во извештаите дека раководел со така наречената жолта куќа. Таа е онаа озогласена куќа во Албанија, каде се ваделе органи на Србија. Тачи наводно бил координатор.
Секој орган си имал различна цена. Срце и зачован црн дроб од некој што не пие алкохол оделен најдобро. И за таквите момчиња Али Ахмети вика дека се невини, од УЧК се бореле за слобода. Големата игра е Тачи да биде ослободен од Хаг, иако тоа е малку веројатно дека ќе се случи, а потоа да биде поставен за премиер на Косово, бидејќи Албин Курти веќе никој не го игра. Али, не си ти крив, туку оние што не те пратија кај другарти Хашим во Хаг. Кој знае зошто им требаше какви игри се во прашање. На протестот во Скопје организаторите ги истакнаа сите можни знамења, како што е редот. Имаше знаме на Албанија, на Америка, на НАТО, на ЕУ, дури и македонско. Недостасуваше само косовското. Каква е оваа дискриминација и непочитување на родната земја на УЧК? Туку она македонското знаме погрешка да не беше поставено или пак да не е подметнато, како што на Цеца во Велес и го подметна бугарското. Чарлиевиот ангел Катица Јанева излезе на слобода. Условна, кој ти дава. На слобода веќе подолго време е и Бојан Јовановски, кој снима песни и емисии, а стана и жири на емисија за таленти. Друштвото од рекет е комплетно. Шоуто мора да продолжи на барање на гледачите. Ова беше првча вест, што наместо 5 минути траеше дури 7. Богданке, земи тефтерчето да забележиш.